Македонските граѓани имаат само 1/4 од животниот стандард на граѓаните на Европската Унија. Според Европската банка за обнова и развој, македонската економија ќе треба да обезбеди голем пораз за да биде во чекор со државите во Европската Унија. ЕБОР во последната анализа посочува дека сивата економија и недостатокот од финансии го задушуваат порастот. Тој треба да изнесува барем 6% годишно за во наредните 50 години да го достигне европското ниво. Надлежните пак велат дека Македонија во 2020 година вкупно за 6 години може да искористи 664 милиони евра од европските фондови. Со преговорите Македонија ќе има и уште поголем пораз до структурните фондови на Европската Унија за да создаде компетитивна економија. Неодамна Светска банка ја намали својата прогноза за економски пораст на Македонија за 2018 година на 2,3% од правичните 3,2% што беа проектирани во јануари. Македонската економија се очекува да порасне за 2,7% следната година во споредба со 3,9% според порастот на БДП што беше прогнозиран во јануари. Светска банка во својот извештај за глобалните економски изгледи објави дека исто така ја намали проекцијата за економскиот пораст на Македонија во 2020 година за само 3%, а преходно прогнозира пораст од 4%. Според банката, регионот на Западен Балкан ќе достигне пораст од 3,2% во 2018 година, 3,4% следната година и 3,8% во 2020 година. Македонија ќе има најмал економски пораст во 2018 година, споредено со земјите од регионот. Економистите се со мислење дека ваквите податоци се рефлекција на случувањата од минатата година, кога економијата во целост беше ставена во заден план. И стопанствениците посочуваат дека владата мора да биде поактивна во реализацијата на инфраструктурните проекти затоа што бизнисот трпи голема штета од локална инвестициска политика. Ако сакаме пораст од 3 до 5%, владата мора 100% да го реализира ветеното. Има само еден пат кој е во очајна состојба, нема пруга, има газ што не го користиме, патот е изграден пред 50 години. Ова е состојбата со македонските коридори и дополнителните трошоци и условите кои влијаат на конкурентноста на нашите производи.